студенти, пријатели, колеги, љубители на културно-историското наследство на Република Македонија. Добро вечер за сите. Моето име е Василка Димитровска, јас сум по вокација археолог, а овдека настапувам во името на ХАЕМУС, Центарот за научни истражувања и промоција за културата, бидејќи сум еден од коосновачите заедно со уште неколку колеги од областта на природното и на културното наследство, кои професионално се бават во овие сфери. Ова ќе биде прво во серијата на ваков тип предавања од историчари кои се докажале во својата сфера и кои што своите предавања ќе ги направат на некој начин да бидат интерактивни со публиката. Пред да го најавам професорот доктор Ванчо Ѓорѓиев, прво би сакала да кажам дека му заблагодаруваме на музеот на град Скопје и на директорката Љубица Кондијанова, како и на сите вработени во овој музеј кои што ни помогнаа да го осмислиме, да го направиме целиот овој амбиент, да ни го обезбедат просторот и сите придружени аксесуари во однос на овој настан. Денеска е 18 април, всушност е светски ден на музеите и на некој начин овој настан символично се поклопува со многу ивенти и настани кои што сите музеи во светот ги прават на овој ден. Сега јас, за да не должам, бидејќи и така веќе причекавте, веднаш би преминала која е темата на денешното предавање, или всушност интерактивно предавање. Се работи за тема која што веројатно не допира сите нас, околу Илинденското востание. Всушност, темата Илинденското востание е историографски дилеми и контроверзии. Предавач е професор доктор Ванчо Ѓорѓиев од катедрата по историја при филозофскиот факултет на УКИМ од Скопје. Тој е долгогодишен проучувач на еден период од историјата кој се поклопува со крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, поточно формирањето на МРО, Македонската револуционерна организација, и Илинденското востание. Автор е на многу научни трудови, книги, монографии. Пред некој ден, или точно пред една недела ми се чини, излезе неговата последна книга, која што денеска можеше да се купи во Матица за 500 денари. Таа беше насловена како ВМРО 1893-1903 година, поглед низ документи. Матица се уште работи, ти излегува во пресред на овој настан и ја снижи својата цена, која е, знаете, многу повисока во продажба. И јас не би должела многу, јас би го поканила професор Ванчо Ѓорѓиев да се обрати кон публиката. Јас ви благодарам што дојдовте во оваков број и јас сум една од тие кои што ќе ужива во неговото предавање. Најпрви добра вечер од мене, добре дојдовте сите и прво што сакам да кажам, им благодарам на пријателите од ХАЕМУС што на овој начин одлучија да тргнат и да им посакам успех во работата понатаму. Во исто време се заблагодарувам и на домаќинот, кој што не го остави овој релаксиран амбиент, малку поинако да се чувствуваме за разлика од вообичаените предавални и амфитеатри. Намерата беше на еден поинаков начин малку да проговориме за она што е историја и како гледаме на историјата и како ја вреднуваме историјата, по-конкретно за Илинденското востание. Кога зборуваме за тоа, морам да нагласам дека годинава одбележуваме два јубилеи поврзани токму со тоа, иако генерално вниманието на медиумите на јавноста е свртено по еден друг настин, тоа е 100 години од Букурештскиот мировен договор, од поделбата на Македонија. Меѓутоа, овде имаме уште два значајни јубилеи, тоа е 120 години од основањето на Македонската револуционерна организација, 110 години од Илинденското востание и што е нивната врска со Букурештскиот мировен договор, со 100 годишнината. Ако првата годишнина го означува почетокот на организираната македонска револуционерна борба за автономија на Македонија во рамките на Османлиската империја, тогаш втората годишнина, 110 годишнината од Илинденското востание, го означува врвниот дострел на оваа организирана вооружена борба на македонскиот народ за своја држава, се разбира првени за автономија во рамките на османската држава, а тоа потоа да послужи како етапа кон независна држава. Меѓутоа,
Третиот настан е трагедија за нас, не е јубилеј и не би сакал така да го третираме. Тоа символизира пак поделбата на Македонија и поразот на идејата за автономија на Македонија во низините природни и во низините етнички граници. Во таа смисла за денес се договоривме, одлучивме да проговориме малку, се разбира да се вклучите и вие повеќе во разговорот околу Илинденското востание, околу разните перцепции, оценки и погледи за него и да видиме што е она што лично сметам дека се уште не оптеретува, она што како резултат на 2 децении истражување сметам дека се уште не е доволно абсолвирано и она за кое што сметам дека пак многу лошо, многу често се представува несоодветно, некоректно, како во историографијата, така и во медиумите, во електронските и во печатените, трчајки по сензации, правиме оценки кои што се многу далеко од реалноста и со таквите оценки и сензации всушност правиме штета на историската вистина, ја повредуваме научната етика и се разбира, ја дозакопуваме научната методологија. Колку да ве наведам на размисла, ќе ми дозволите првин да прочитам неколку извадоци, кратки од една книга, и ќе ве замолам да обрнете внимание тоа што пишува во овие делови што сум ги издвоил, а потоа ќе се обидам и да поразговарам со вас, да го споделам своето размислување, зошто е тоа така напишено и се разбира потоа и да поведеме една дискусија, доколку имате волја, се разбира за овие прашања. Станува збор за извадоци од еден репрезентативен примерок од една репрезентативна научна институција која што е буџетски финансирана, да видиме што пишува и како не оценува, како го оценила настанот за кој што сакам да зборувам. Малку ќе одам обратно, може би невообичаено за такви предавања, но уште еднаш ве поканувам да размислите и да обрнете внимание на тоа што ќе го прочитам, за да ве натера потоа на дискусија. Еве вака. Илинденското востание и сето онаа што следувало по него создале нова, квалитетно поинаква политичка ситуација во Македонија. Со востанието всушност завршила една ера од историјата на Македонија, дури од историјата на Османлиската империја и започнала нова. Тоа ја означило завршната фаза од распаѓачкиот процес на Османлиската држава и го најавило низиното исчезнување на Балканскиот полуостров. Илинденските трагични настани го предизвикале првото сериозно мешување на големите сили во внатрешните работи на империјата по Берлинскиот конгрес. Национално-ослободителната борба во периодот на Илинден представува пресвртница во историскиот процес на развитокот на македонската национална свест. Прогласувајќи го автономниот принцип како самоцел, мобилизирајќи ги масите во името на тој принцип, негувајќи ја упорно и бранејќи автохтонноста и автономноста на организацијата, накусо речено, водејќи битка на сите фронтови против сите противници на македонската посебност, поведувајќи го народот во оружено востание за извојување сопствена држава, МРО објективно придонела за развитокот и затврстувањето на свеста кај народот во однос на македонскиот простор како одделна историска заокружена територија и собственост на одделен народ, како негова татковина со славно минато, но и дека само преку собствена саможртва, сега и тука, каде што обстојува со векови, ќе треба за себе да обезбеди слобода и да создаде нормални услови за животот преку извојување, автономија, цртичка собствена држава. Затворен цитат. Со овие редови делумно се согласувам, верувам дека и повеќето од вас ќе се согласат. Но само неколку страни ќе ве вратам наназад во истата книга, да видите што пишува и тогаш ќе се прашувате сите што се случува со историската наука. Многу убаво е искористен Илинден во контекст на докажување на континуитетот и правата на државата.
Но да дојдеме до Илинден, требаше да го создадеме Илинден. А еве каква е оценката и какви се квалификациите, што било тоа и како дојдовме до одлука за востание. За да може решението за востание да добие легален карактер, Гарванов го свикал Солунскиот конгрес, на кој присуствувале 17 вонаводници делегати, вонаводници се внимавајте, главно второстепени, повеќето легални и попатни учесници во движењето. Без некои сериозни разногласија, служејќи се во расправата и со невистини, Гарванов успеал да добие согласност напролет да се крене востание. Предлогот за востание, испратен во Софија за сондирање на мислењето на таму затекнатите видни дејци на организацијата, внимавајте, бил решително одбиен од мнозинството околу Делчев, додека од малцинството околу Татарчев и Матов бил прифатен. Меѓутоа, во меѓувреме, пристигнала нова информација во која стоело дека Солунскиот конгрес веќе се определил за востание. Обидите преку акции на македонскиот терен да се анулира Солунското решение завршиле неуспешно. Гоце Делчев, неспорниот авторитет што евентуално би можел да го сврте текот на настаните, трагично го загубил животот во Баница, откако предходно на средбата со Даме Груев во Солун го добил последниот удар од Груев, кој му рекол на Делчев дека застанал на страната на Гарванов по оваа судбоносно прашање од историјата на Македонија. Груев, внимавајте убаво, и го задал последниот удар и на Македонија на Битолскиот окружен конгрес, одржан во Смилево, токму кога се уште не било оладено телото на Гоце, определувајќи се на страната на Сарафов за востание, за кое секој нормален мислечки човек требало да знае дека при тогашните внатрешни и меѓународни услови тоа ќе биде жестоко задушено, без шанси за постигнување на каков било резултат. Толку од книгата, ќе ја затворам и ќе ја тргнем. Мислам дека и не треба никој да ја отвори повеќе. Кој го задал последниот удар на Македонија? Дали Груев и го забил грбот, и го забил ножот на Македонија на Смилевскиот конгрес, од кој што произлезе Илинденското востание, кое што само две страни понатаму толку се фали. Дали историографијата врши самоубиство на нашата минута? За да можеме да поразговараме малку повеќе за тоа, ја ќе отворам книгата, ќе ви дозволите да седнете. Малку по кафеана ќе се чувствувам, но неам шанс да се попира. Не ви пречи. Зошто е ова така срочено во оваа книга, или зошто се извлекуваат такви заклучоци, ако тоа се заклучоци? Ако се задржам само на онаа последното што го читав, до утре наутро нема да ми стаса време да образложам дека први, тоа се само конструкции, дека не се историски подкрепени факти, а ако земам да редам од другите изданија, ќе видите уште што се може да се извади. За среќа или за жал. Ова е само скратен примерок, скратена верзија на едно уште порепрезентативно издание од истата куќа, во која што има уште многу повеќе такви аргументи. На што се должи тоа? Први, тука е погребена методологијата, научната методологија, воопшто. Тука ја нема научната етика, тука имаме и многу повеќе други моменти. Стереотипи, црно-бело гледање на работите, настани и оценки кои што се последица на едноумието, кога настаните се оценувале низ призмата на леви и десни, и левите требало да бидат во право, а десните требало да бидат во криво. А ако е тоа така, и сега кога ја поставиме работата од друга страна, сега да видиме кој бил во право, кој бил во криво, а дали имало леви и десни пак тогаш. Тоа е сосема друго прашање.
леви и десни нема, или пак дали сме свесни дека и тие што наводно ги перцепираат овде како леви, дојдоа и ги положија животите затоа што повеќе го сакаа народот, или пак тие што беа десни исто така ги положија животите за Македонија за да им докажат дека не ги сакат. Се наоѓаме во една чудна ситуација, се доведуваме во една заблуда, што е што. И на крајот пак, зошто ни се случува тоа? Мојот прв печаток е, ајде ке речеме дека своевремено недостасувале извори и литература, што е неспорно. Секако дека архивите работат и понатаму се откриват нови документи. Меѓутоа, прашањето е колку која ќе се вмеша политиката и идеологијата во нештата, можеме да ги изместиме работите од нивниот вистински правец и да донесеме такви самоубиствени оценки, кои што на некој начин сега ќе ви ги постават така, наликуват и на карикатура. Меѓутоа, без да се скрене внимание, тогаш работите изгледат по инак. Обичниот читател, не познавајќи ги работите, сето тоа го абсорбира како вистина. И што ни се случува понатаму? Врз основа на такви перцепции, ние носиме нови дополнителни заклучоци, кои што воопшто не одговарат со реалност. Затоа, потоа ќе носиме заклучок, Конгресот беше нелегитимен, крајно, неодржлива теза, навистина, постојат оценки дека некој го доведе во прашање легитимитетот на Конгресот. Меѓутоа, јас прашувам, кој е тој што напишал така и да ми покаже еден акт каде што стои и е регулирано како се свикува Конгрес. Нема. Во ниеден официјален документ на организацијата не е утврден начинот како се свикува и одржува Конгрес. Тогаш како може да зборувате дека тоа е нелегитимен Конгрес? Понатаму се бараат други причини и се носат заклучоци за личности кои што биле за и против и дури се градат толку монструозни тези кој кого го предал и зошто го предал. Одејќи по таа логика дека едниот треба да биде во право, наводно левата линија треба да биде во право, а десната линија треба да биде во криво, се доаѓа во ситуација и се градаат тези, дури кој го предаде Делчев. Па затоа се смислува дури приказни кои што воопшто не стојат, повторно, дека последниот, во тој контекст и оваа реченица, Груев последниот удар му го нанел на Делчев во Солун по разговорот, во врска со разговорот по прашањата за восстание. Тоа е кој ќе се извлекуваат работите од контекст, од мемуарска литература, која што е пишувана многу подоцна, без критички да се пристапи и да се види колку реално стојат тие факти, дали се издржани, дали субјективниот момент одиграл некоја улога тука и дали воопшто имаме такви настани. И благодарение на таквите недоследности, на запоставување на многу факти други, на себе исклучување од времето и просторот, се носат такви заклучици. Сите заборават, први, дека оваа восстание го организира една организација која што е надвор од законите на официјалната османска држава. Надвор од сите закони. Дека државата ги има сите легални и легитимни средства да ги употреби за да се спротистави на сите кои што го загрозуват суверенитетот и интегритетот на државата. Значи, тие се во старт осудени. Сите заборават дека тоа се луѓе кои што се движат илегално десетини години претходно и кога тогаш еднаш можеби ќе погрешите во чекорите. Некојаш од замореност, некојаш од невнимание, меѓутоа заборават од друга страна дека тоа е огромна држава, империја, се уште се простира на 3 континенти, иако постојано ја провлекуваме онаа теза болниот на Босфорот, таа е толку голем залак, данас и никој не си градил илузии дека ќе победи, туку намерата беше само да кренеме прашина
за да се предизвика меѓународната јавност и таа да изврши интервенција во Македонија, односно врз Османската империја, за да се дојде до посакуваната автономија. И сега, ако се земаат во предвид тие настани, тогаш може би заклучоците ќе не бидат и поинакви. Кои се оние моменти во врска со носењето, повеќе би зборувал околу носењето на одлуката и како тоа се интерпретира во науката? Ова одлука за Илинденското востание забележавте и овде, но и ако земате да ги прочитате најголем дел од сториите кај нас, ќе стекнете впечаток дека некако наеднаш преку ноќ некој му текнало, во случајот на председателот на Централниот комитет на Иван Гарбанов, и донесе одлука и бигна во стание. Кој е тој авторитет? Која е таа сила, што е имал Гарбанов, што можел да покрене една таква машинерија во Македонија, сепак машинерија за наши услови, за да се наложи да се наметне. И дали реално може? Воопшто не. Кои се тие делегати во наводници? Тоа се луѓе председатели на окружни и на околиски комитети. Друго е прашањето колку навистина тие биле запознати со реалната ситуација, дали тие се најодбраните и најповиканите. Така можеме да ги толкуваме работите. Меѓутоа, зборуваме дека тие узурпирале положбата и наметнале во стание, и на крај дури му наметнале и на Ѓорче, на кој што најчесто се повикуват, да дојде да учествува во восстание, а тој бил против. Замисли. Малку, ама многу нелогичности ни се појавува. Првен се испушта во одвид ситуацијата дека 10 години оваа организација работи на подготовка на населението. Првите 3-4 години беа во морална подготовка на она идеја што постојано зборуваше Делчев, да го убедиме народот да престане робот, да биде во душата роб, што значи морално и ментално да го подготвиме за тоа, а потоа и вистинска материјална подготовка. А тоа започнува од 897 со создавањето на четите. 97 започнува процесот на создавањето на четите, веќе во 1899, во 1900 година. Македонија врие од чети. Во 1901 имаме неверојатно голем број на афери и провали. Огромни судски процеси на секој чекор во Македонија. Османските затвори се преполни. Дури затоа почесто почнува да се дава и амнестија, бидејќи немаат услови. Еден цел централен комитет го имаме во Анадолија, во Мала Азија. Четворица од основоположниците беа там. Во меѓувреме, заради заселување на четничкото движење, се повеќе се зголемува бројот на илегалците, оние легални работници на организацијата, ако е тоа легална работа, организација која е против државата, но тоа е терминологијата што се користи тогаш, заради разни компромитирања, заради големиот број на афери. Што им се случи? Или мора да ја напуштат земјата, да заминат емигранти надвор од Македонија за да спасат глава, или да завршат затвор, или пак да отидат во некоја чета. Што значи постојано тензиите се зголемуваат во Македонија. Веќе секоја втора, трета куќа има по некоја пушка. Стана дури помодарство да се оди во чета. Тензијата беше голема, навистина. Особено 901-902 заради големиот број на афери и провали. И ако кон тоа ја додадеме приказната од Горноџомајското брковитичко востание од 902 година, кое што пак беше смислено и сценирана од страна на бугарските власти, за да се покаже на светот уште еднаш дека Бугарија би има клучот за мирот и стабилноста во овој дел од југоисточна Европа, по-конкретно во Османлиска Македонија, а главната причина за тоа беше именувањето на Фирмилијан, рабинот за патриаршиски митрополит во Скопје. Тогаш стануваат работите многу појасни кој, зошто и како да не доведе до оваа ситуација. Горноџомајското востание навистина е една од полугите која што придонела да се ажурира одлуката на Централниот комитет. И пак ќе дојдам на она, дали навистина Гарбанов ја злоупотреби до толку позицијата, факт е дека злоупотреби, но дали имаше моги да наметне таква одлука, ако за тоа не застанеше целата организација и населението. Тоа не се случи
на закажаниот ден на Конгресот од 15 до 17 јануари. Приказната за востание ја знаеа во септември сите структури на организацијата. Ако се следи преписката помеѓу Централниот комитет и задграничното представништво уште од септември 1902, евидентно е дека таму почнуваат да зборуваат за востание, дури, некој нов момент, на неколку пати Централниот комитет размислува и за набавка на топови. И сега најдешни во септември размислуваа за топови, се допрашува и до Делчев, и до задграничното представништво, до Димитар Стефанов и Туше Деливанов, кои што беа луѓе на Делчев. Сега наеднаш Делчев не знаел ништо, бил држан во изолација, а тој ги праќаше сите чети во Македонија. Повторно да се земе преписката, се ќе видим како почнаа враковистичките чети да навлегуваат во Македонија, така и Централниот комитет преку Делчев секој ден испраќа по некоја чета. Го испратија Сарафов во Западна Европа, не отиде сам, не узурпира должност, туку задграничното представништво, со цел да обезбеди експлозивни средства и посовремени пушки малихери од западноевропските земји. Неговите писма до Делчев стојат. Некои веќе ги објавивме. Се гледа зашто разговараат и зашто пишуваат таму. Интересно е дури кога нашол еден вид на експлозивни средства по европските земји, со која радост му пишува на Делчев. Замисли Гоце, најдов експлозив, кој што може да се активира од далечина. Колку е погоден за кревање на возови во воздух и за рушење на мостови. Зарем тоа не води кон востание. За да веќе во средината на септември задграничното представништво во допут со Делчев се обраќа на ЦК, бидејќи враковистите ја дигнаа тензијата, не можеме да се вратиме назад, најверојатно ќе треба и ние да почнеме да размислуваме за востание. Намерно ги потенцирам овие факти, за да видите колку многу такви факти ги има и како паѓа тежата дека наеднаш во јануари утекна на Гарванов и даде краток рок од 5 дена, 7 дена, во кој што не можат да дојдат одбраните делегати и оние другите, и како тој ни наметна една одлука за востание. Сосема друго е прашањето колку сериозно овој конгрес ја разгледал одлуката. Само за ден и пол решија. Жално е ако анализираме, па и како го крстија тоа, како востание да донесат, ќе видиме дека луѓето и навистина не разбирале ништо од стратегија, па одлучија тоа да биде повсеместно и стратешко. Сега, за оние малку што разбират од воена тактика, нека се обидат да се образложат што значи тоа повсеместно. Значи, на целата територија на Македонија, ем да биде на цела територија, ем на секаде, ама ем стратешко. И не може да биде ем повсеместно, ем стратешко. Стратешко е кој ќе заземете одредени стратешки пунктови, точки и така натаму. Овие донесува таква одлука, толку разбираат. Меѓутоа, тие не одлучија како понатаму ќе тече востанието. Не донесува нити датум. Што се случува во меѓувреме? Додека овој слаб собир, слаби делегати во Солунија донесе каква таква одлуката, во Софија се собра врвот на организацијата, луѓето кои што на вистина 10 години работеа на терен и знаеа се што се случува. Таму беше Гоце Делчев, таму беше Ѓорче Петров, таму беше Христо Матов, таму беше Христо Татарчев, таму беше Сава Михајлов, таму беше Јане Санавски и да не ги реда сите. И како сега се толкува и овој собир, таму и одлуката за востание. Обично и најчесто и по правило секогаш, едни биле за, други биле против. За биле Матов и Татарчев, против бил Гоце, Ѓорче и компанија. Па ако, навистина, немаме записници и документи од овој собир. Меѓутоа, најголемиот дел од учесниците таму запишале мемуари. Ако се споредат сите тие, ќе видиме дека таму нема полемика за и против востание, туку разликата е по прашањето околу карактерот на востанието. Дали тоа да биде општо востание, со учество на целото население, значи цивилното население да се вклучи во него, или пак
она што го заговараше Гоце, Ѓорче, Сарафов и другите. Партизанско востание, па дојдоа на крајот на краиштата до едно компромисно решение, кое што го крстија партизанско востание, засилено со терористички акции. Што значи тоа? Идејата Ѓорче тоа го нарекува подосна перманентно востание. Без официјално да се прогласи, без да се вовлекува населението во востание, меѓутоа тоа е само нивна сметка и нивен есап. За да немаат аргументи османските власти да тргнаат во жестока пресметка со цивилното население. Тоа беше нивното размислување и тоа е поентата за кое што се зафати Делчев и не чекаше ни да заврши советувањето во Софија и со неколку товари, динамит и експлозив влезе во Македонија, во Серскиот округ. Зарем човек кој е против востание, ако што 10 години создава армија, тој е шефот на легалната армија на Македонската револуционерна организација, тој е творецот и тој е враговниот командант, иако официјално тоа никаде не стои, може да биде против тоа што го создава и да влезе со толку товари динамит, jer често пати студентите знаат се шего. Зарем огномет ќе правеше со него? Па отиде го сруши мостот и тунелот на Ангиста, за да покаже дека и со терористички акции може да се држи тензија и да се сврти вниманието на европските земји за да извршат притисок врз османската држава. Од друга страна, за Ѓорче тој беше против востание, се бараат аргументите кај него. Меѓутоа само ако се извлечат неколку фрази од контекст, само тогаш се добива таквата оценка. Како се извлекува тоа од контекст? Па Ѓорче беше задолжен заедно со Матов да го испрати писмото до Централниот комитет, редактиран одговор, дека тие не се за општо востание, туку дека се за партизанско востание. На крајот на пишта, Ѓорче во август огромна чета дојде и влезе, иако во Македонија. И ја направи последната и неголемата битка на Чаниште. Зарем тој бил против востание, а дојде да учествува. Или пак, аргументите кои што се извлекуваат од контекст, кои што се употребени на Солунскиот конгрес, кога Гарванов наводно ги убедувал другите за востание. Прва работа, еден од неговите аргументи, а тоа е факт, е дека браковистите имале нова закана дека во 903 повторно ќе прават провокација во Македонија. Сето постојат документи, постојат повиците кои што се испратени. Вториот аргумент бил дека Бугарија ќе влезе во помош, односно ќе го помогне востанието со објавување војна на османската држава. Дали имал аргумент за тоа? Да. Една дописна картичка од бугарскиот поранешен воен министр Стефан Паприков до Борис Сарафов. Таа картичка ја покажал таа. Дали Сарафов имал таков аранжман со бугарските власти? Да. И тоа е факт. Каде го пласираше? На Смилевскиот конгрес. А самиот тој сега еве како се читаат извори. Ако ги читате неговите спомени, ќе видите како се вади. Се појавија на конгресот гласини дека некои веруваат во помош од Бугарија и јас ги убедував обратно. Дека на тоа не треба да чекат. Еве како лаже. На вистина лаже во овој случај. Меѓутоа самиот се фатил во лагата. Десетина страници претходно во спомените, која зборува за неговото поаѓање од Софија, кажува дека имал средба со воениот министер и тој му ветил такво нешто. И не само тоа. Дали тоа го ветил? Тоа го потврдува и Даме во своите спомени. Тоа го потврдува и Никола Петров Хусински и уште многу други учесници. Значи, такво ветување имало. Тоа е факт, дека влијал на некој начин врз луѓето. Понатаму, уште еден друг аргумент кој што лошо се интерпретира во историографија. Аргументот за неповолната меѓународна ситуација. И така носиме заклучоци, востанието секојше предвремено и веде била донесена одлука, дури така пишува, за предвремено востание. Јас се прашувам какво би изгледало одлуката во која би стоело навремено востание. Да викате предвремено или навремено? Или нашите секој се прерано, или секој се задоцнети. Нема задоцнето востание. По Хегеловски кажано, секој настан што се случил, имало доволно причини за да се случи. Ако нема причини, и нема да се случи. Дали се позитивни, дали се негативни, тоа е сосема друго прашање. За нешто да се случи, мора да постојат доволно аргументи. Така и во случајот со меѓународната положба.
дека била непогодна. И кој е аргументот што се излекува повторно од контекст? Тоа е средбата на рускиот министер за надворешни работи, Крофот Ламсдорф, во Софија, есента 1902 година. Тој имаше една политичка турнеја есента 1902, први во Белград, потоа во Софија, за да ги убеди двете влади да престанат со било какви провокации во Македонија и да ја остават простор на дипломатијата, за да таа преземе мерки во Македонија. Во тој контекст имал средба и со задграничните представници Христо Матов и Христо Татарчев и со луѓето од Врховниот комитет. И нив јасно им ставил до знаење. Не правете ништо, не превземајте вие ништо сега, бидејќи дипломатијата ја превзема работите во своји раце. И токму оваа изјава, гледана од еден аспект, се користи во историографијата за да се покаже, еве им било кажано јасно да не прават тоа, ама тие се дрзна и го направи. Еве го епилогот како беше. Меѓутоа се, ајде да се вратиме, не од сегашен аспект, туку во тоа време, а за историјата секојаш треба да умееме да влеземе во филозофијата и во времето, ако сакаме да дадеме оценки, како делувала тогашната иницијатива на дипломатијата за реформи во Македонија. Кој не би побеснил кога, ако врховистите со едно многу слабо востание, со една многу мала провокација во североисточна Македонија, во Џумајск, успеале да го предизвикат вниманието на меѓународната јавност, тогаш како ќе изгледа тоа, доколку ние со нашиот потенцијал и цевкупната машинерија што имаме го покренеме прашањето. Најубав доказ за тоа е, ако се погледа едно окружно од Костурскиот регион, што е издадено само неколку денови по носењето на одлуката на Солунскиот конгрес, каде што таму се буквално се ликува Европа е на наша страна, ја предизвикавме. А нели ни дојдоа веднаш после тоа и реформите февруарски. Еве го аргументот, значи гледано од друг аспект, толкува поинаку, дали меѓународната ситуација можела да ги поттикне овие луѓе да размислат во смисла дека може на вистина да го свртат многу посериозно вниманието на Европа, а впрочем тоа беше нивната стратешка цел. Востанието не беше цел, тоа беше средство само, за да дојдат до автономија. И ако одиме понатаму, значи ќе видиме колку уште такви моменти може да се изнудат и да се покажат какви оценки носиме, какви заклучоци носиме за востанието, или пак, еве, повторно како изворите се толкува. Во моментот се сетите, земете ги спомените на Христо Чернопеев. Много јасно пишува, не го нашле струмичкиот делегат, него го нашле, него го привеле за делегат на Конгрес, буквално со овие зборови. Нити делегатот беше за делегат, нити некаква расправа. И понатаму во негов контекст се добија печетот и така е дека тој бил против одлуката за востание. Меѓутоа, оригиналната документација кажува нешто друго. Во ноември 1902 Чернопеев официјално, кога избија огромните афери во Струмичко заради врховистичката провокација, кога имаше околу 500 луѓе приведени, во една неверојатна драматика, на брзина праќа писмо заедно со Крсто Асенов до Централниот комитет и до задграничното представништво. Внимавајте, зборувам за ноември 1902, уште немаме одлука за востание, и бара ден побрзо, од утре прогласете го востанието, Македонија е во пламен. Така било судено на организацијата, немаме избор. И сега ние потоа, ако не го знаеме документот, што добиваме печаток од неговите спомени? Чернопеев бил против одлуката за востание. Во тој контекст најчесто се толкува и средбата на Гоце Делчев со Груев во Солун, од каде што се влечат пак уште полоши и понесоодветни заклучоци, бидејќи има една реченица во спомените на Ѓорđe, кој што нити бил сведок на таа средба, туку отпосле што слушал, а ние забораваме вчера што зборувавме, а не пак 5 години што било, па точно да кажеме, кој што вели, еве го држале изолиран, не му објасниле секој што треба и така го притиснаме. Но тоа е во еден друг контекст. И сега, за да бидат левите во право, десните во криво, се излекува заклучокот, еве како Гоце бил држано во изолација, не му објасната приказната и го довеле во тесно
и тоа е моралниот удар што му е нанесен. Меѓутоа овде беше уште полошо представено во оваа книга, цитата што го слушам. Со тоа бил забиен и ножот грб на Македонија. Дури дотаму оди деконструкцијата. Нешто што никаде не постои во ниеден избор, во ниедни спомени. Значи, како мутира? Една на друга се надградува приказните, кога не можете да се ослободите и кога не ги познавате работите. Во таа смисла, доволно е само да се види писмото кај Јаворов и жарта со која Делчев објаснува зошто оди во градот X, всушност во Солун, за да се сретне, како што вели, со најмилиот другар, за да се договориме по на прашање и да дојдеме, така стои, на заедничко гледиште. Тоа е мотивот за кој што тргнат. Меѓутоа сите заборават и не читајќи ги другите приказни, се повикуваат само на спомените од Груев, кој што вели дојде Делчев, главно приговараше дека Серско е невооружено доволно и ние го утешивме дека ќе се испрати оружје. Тој замина. А кој каде замина со каква одлука? Па Груев замина на Конгрес во Смилево, за да се реши работата. Значи, гледате се како двајцата, и Делчев и Груев, како најголеми авторитети, на некој начин ја заобиколуват одлуката на Централниот комитет и одаат прашањето да го решат на друг начин. Груев заминува по Битолскиот округ, таму се одржува Смилевскиот конгрес, во исто време требаше да се одржи конгрес на Серскиот округ и Делчев тргна затаму, но заврши во Баница. Не стигна. И сега од тука веднаш се гради приказка. Изгледа Груев го предаде во Солун Делчев, бидејќи беше против восстание. Замислете. Далек од здравиот разум да се носат такви заклучки. Ако го прочитаат Лазар Димитров, ќе добијат сосема поинаков печат. А кој е Лазар Димитров? Тој е човекот кој што беше единствената опозиција кога се носеше одлуката за восстание. И е уште еден парадокс, како што ги имаме повеќе во таа историја. Единствениот кој што цело време опонираше на Конгресот во Солун, изборуваше дека не е време и не треба да се крене восстание, не се доволно сите окрузи вооружени. Но на крај тој го потпиша записното. Токму тој човек, тој Лазар Димитров, беше поканет од Делчев, кога тој замина за Солун, да отиде во Солун и Лазар Димитров за него. И Лазар Димитров бил и се сретнал со него и разговарал и останал уште неколку дена во Солун по Делчев. И запишал многу убаво. После оваа средба меѓу Груев и Делчев, меѓу Централниот комитет и Делчев, немаше веќе разномислија, не против, различни мислења по прашањето за восстание. Но еве како работата се представува поинаку и како постојано било која годишнина да е, дали од смртта на Делчев, дали од Груев, дали за Илинден, ние постојано на некоја насловна страница, заради сензација, заради тираж, ќе добиеме приказ да кој кого го предаде, без при тоа да водиме сметка дека, па чекате, тоа е мај месец, Македонија е во воена состојба уште од 902. Уште летото 902 османските војски неколкукратно беа зголемени во Македонија. Не само што беше зголемен бројот на посадите во постојните караули и полициски станици, туку се подигаа караули на сите стратешки места, по ридовите, со мобилни единици. Сите дипломатски извештаи, ако ги земете уште од ноември 902, сакате британски, сакате руски, сакате француски, сакате германски, австријски, било кој. Пишуваа во Македонија ќе има восстание напролет 903, ќе го кренев на третата организација, а ние овде сега уште не може да сватиме дека цел свет знаел дека во Македонија ќе има восстание, а ние се прашуваме. Била донесена одлука во јануари за предвремено восстание. Ете, тоа се некои од моментите за кои што сакам да ве натерам да размислувате, или, ако влеземе понатаму во самото восстание, како ги оценуваме различни настани, па апел малку и до сета јавност, колку го предимензионираме исклучиво настанот во Крушево, го прогласиме република, а
каде е републиката во пламен. Така заврши, за жал. Несвесно даваме оценки за одредени юнештва, а други ги поставуваме и ги запоставуваме. Ние толку многу ја величаме битката на Мечкин камен, сите централни прослави се одржуваат таму, а всушност реалноста е многу сурова, многу поината. Што ќе беше со Питу Гулијас, честопати го поставувам прашањето, не дај Боже да преживееш на Мечкин камен. Требаше да го ликвидираме. Зошто? Затоа што одби наредба на повисоко началство. Па имаме востанички дисциплински устав, во кој што стриктно се одредени правата, обврските и одговорностите на секој поединец, почнувајќи од најдолу, од обичниот востаник, завршувајќи до главниот штаб. Казната е многу јасна. Секој што ќе одбие наредба на повисоко началство се казнува со смрт. Со Питу Гули се случи токму тоа. Во моментот на настапувањето на Бактија Паша и опколувањето на Крушево, на војводскиот собир, се согледаа состојбите какви беше, беа, се донесе одлука да се повлечат. После правишниот судир, одлука да се повлечат востаничките сили, а на привремената власт, а не влада, во која што се обидува дури и по национална линија да ја распределуват, како рамковен договор да бараме и таму, некој намерно да не го пакувал. Значи, се донесе одлука да се повлечат, а привремениот совет, односно привремената власт, цивилна власт во градот, да го предаде градот на власта, за да нема палење, за да нема горење. Дали немало да има, тоа е сосема друго прашање. Се знае дека власта го имаше одбрано тој пат. Меѓутоа, таква беше одлуката. Питу Гули се спротистави и отиде со својот одред на Мечкин камен. И ние го прославуваме тоа, и централните прослави ги правиме таму. А на друга страна, целосно ја занемаруваме и речиси, малку од нас знаеме што е слива, не слива плод, туку слива местноста, која што даде една огромна саможртва, меѓутоа во еден сосема поинаков контекст. Одредот таму доби наредба сите до еден ако треба да загинат, но да овозможат извлекување на востаничките сили од Крушево, значи на главнината на востаничките сили од Крушево и на цивилното население. И на вистина сите тие таму загинаа до еден, меѓутоа ние многу повеќе го славиме, го празнуваме она што не се случи на Мечкин камен, каде што секој подвиг навистина е за поздрав. Меѓутоа сега гледано од реалност, од историја, од оценка, кој како постапил, работата има поинаков тек. Или пак, колку ни е занемарено Смилево, каде што се донесе одлуката, но не само тоа, туку таму цело време беше главниот штаб, а Смилево беше слободно, речиси од 4-5 август, до ден пред Богородица. Повеќе од 20 дена имавме слобода. Османски војник таму не стапна. И да не зборувам за многу други такви места се разбирани. Не мора сите да ги славиме, не мора сите да ги памтиме. Тоа е работа на историјата. Меѓутоа, треба да најдеме начин, да најдеме баланс, да оцениме кој е колку тежи, да се ослободиме од некои стереотипи, што ни се наметнати во смисла предвремено е востанието, задоцнето е востанието, не го наметна Гарванов востанието, Делчев беше против, Даме го преаде Делчев, Ѓорче велеше вака. Зашто? Затоа што Илинденското востание е дело на сите тие, на нашите предци. Тоа не е дело на леви и на десни, ниту се препознаваат такви, ниту се однесуваат како такви, туку тоа е дело на таа генерација која што заедно го создаде Илинден. И би рекол, ни еден авторитет, ниту Делчев, ниту Татарчев, ниту Сарафов, ниту Гарванов, не можел ниту да нареди во тој момент да има востание, ниту можел да сопре востание.
македонскиот вулкан почнал да се излива уште во 901-902. А во 903 лавата претече. Секој што ќе се обиде да ја врати назад, влегува во луда работа. Не може, тоа е сизифовска работа. Кој ќе протече лавата, не може да се враќа назад. Па во таа смисла, мојот заклучок би бил, востанието било неизбежно. Тоа е резултат на 10-годишна работа, на еден континуитет, на едни сложени односи и од меѓународен аспект и од внатрешен аспект. Од меѓународен аспект. Први, сега веќе ако правиме оценка дали била поволна. Никојаш немало да дојде по-поволно, би рекол. И сега е неповолно. Хајде да се предадеме, еве не притискат од сите страни. Да не правиме денес ова, да не правиме, да не го налутиме едниот или другиот. Тој што сака да преживее и што сака да се бори, не смее да размислува кога ќе зависи работата од другите. Бидејќи изгледа многу долго размислувавме, па ја чекавме 903-та ни текна, а другите тоа го на Балканот го направија еден век порано. Ние секако се ни се чини по еден век некако наназад. Затоа сме еден век, за да и воопшто назад во развојот. Се е доцна, или пак се многу рано ни се чини дека истрачуваме на теренот пред другите, па пред време согоруваме. За да не ни се случува тоа, треба да е историјата, односно тие што се занимаваме повеќе со неа, малку поинаку да ги вреднуваме работите, малку поинаку да размислуваме кога носиме оценки и кога даваме судови за многу работи, особено ако ќе пркаме во работи за кои што не сме сигурни, подобро е да се воздржиме од некоја оценка, отколку однапред да донесеме пресуда и со тоа да си направиме лоша услуга. Во таа смисла, да, навистина сега се фалиме, убаво е Илинден, но еве видовме како предходното го демантираше тоа. Одлуката беше нелегитимна. Внимавајте. Ако е нелегитимна одлука, нелегитимна е востанието. Не сакам да кажам дека во еден друг труд, пишува, конгресот на кој што била донесена одлука, бил квази конгрес. Па тогаш и востанието е квази востание. Квази конгрес, квази востание. А се фалите со него. Бидејќи сепак, тоа е единственото востание. Иако не успеа, тоа е единственото востание во кој што настапивме организирано за прв пат. Единственото востание кое што на меѓународниот фактор, кое што го предизвика меѓународниот фактор да го постави македонското прашање на дневен ред. Друго е прашањето дали реформите беа доволни што ни ги понудија и колку бевме вешти да ги искористиме. Тоа е веќе резултат на една друга состојба, резултат на, би рекол, непостоење на зрело политичко крило во таа организација, да имаш многу силно воено крило, што би рекла баба Зумбола, пушки, бомби, пиштоли на сите страни, и секој знаеше да ракува со нив, меѓутоа, недостаток на здраво политичко крило, кое што можеше да просуди во дадениот момент дека и тоа што е дадено треба да се искористи, да се влезе во институциите колку толку, па потоа и на еден легален начин да се действува однатре за да се добие нешто повеќе. Во таа смисла, значи ова востание не случајно стана и предизвик за идните генерации борци во Македонија, не случајно, асно ни се случи на 2 август, токму на Илинден, и не можеме да кажеме дека некој бил лев или десен, или не е патриот, или е помалку, или повеќе. Зарем тие луѓе не се воскитувале на овие идеи, што сакаат да покажат со тоа? Зошто токму на 2 август? За да го покажат континуитетот на борбата, правото на држава и државност, правото на самоопределување, бидејќи без таа борба ништо никој нема да ви даде. Ама ние изгледа малку потешко ги вариме таквите моменти, па многу од настаните не затекнуваат и ни се случуваат, па потоа се прашуваме зошто ни се случува.
Така бевме и недоволно, ми се чини, спремни 90-те, 91-та, кога се разпаѓаше цел источен блок, кога се разпаѓаше СФР, а нам изгледа повеќе ни се случи држава, па се двоумевме дали да бидеме зависна, независна, федерација, конфедерација, скратена федерација, дали да аплицираме за името, дали да поднесеме молба или да не поднесеме. Пак, дали беше рано, дали беше касно, пресудете сами. Еве ова колку за провокација за закачка, повелете да поразговараме сега. Георгиев за интересното предавање. Јас сум археолог, праисторичар. За мене дел од работите кои што тој ги кажа и кои што сум ги читала во некои учебници се најверојатно застарени, или ја тоа би рекла енциклопедиски се интерпретира. Особено е енциклопедиското интерпретирање претенциозно во печатените, а најмногу во електронските медиуми и на интернет. И јас сум во името на Хајмус и на сите луѓе благодарна, бидејќи ваквите предавања во јавноста се навистина многу ретки. Имаат чест и задоволство да ги слушнат веројатно само студентите по историја и некои блиски луѓе на професорот. И мене ми отворија многу теми и дилеми во однос на интерпретирање на историските извори, и бидејќи ова е замислено како едно неформално дружење, и јас ве поканувам секој што има прашање до професорот или ако има нешто да каже, констатации или било што, ве молам само да бидете коректни во однос на реплицирање или изнесување на вашите стави, дури и доколку не се согласувате со нечие туѓо мислење. Каде гледате вие причината за таа скепси или неодлучност кај македонскиот народ за самоопределување или за донесување на овие одлуки од тој период па се до денеска, како што спомнавте, до 91-та? Дали е можеби тоа вековно робство или како што сега модерно се нарекува администрирање, или пак е проблем на националната свест, кој што јас ја гледам како причина на пример, дури и до денес? Ова е навидум кратко прашање, а ова бара интерпретација на цела историја, за која што ќе не треба сигурно уште 3 дена. Значи, кога зборуваме за конкретен период, мораме во тој момент да ги имаме во предвид општествените околности. Ако зборуваме за 19-тиот век и националната свест, тоа што е спомнато, мора да имаме во предвид дека на Балканот, поточно во рамките на Османлиската империја, само идентификацијата се врши врз религиозна основа. Тоа е конфесионална самоидентификација, зависно од тоа во која црква одите и кој е покровителот на црквата, другите ве перцепираат како такви. Зборувам сега за самоидентификација и за перцепција на другите. Во тој контекст, кај нас имавме самоидентификација на христијани во почетокот и муслимани. Едните се поданици, другите се господаречката класа. Меѓутоа, со тек на времето, како последица на создавањето на соседните околни држави, почнува импортирање и на туѓа свест, но се создава и автохтонна, самостојна свест. Кое што, за жал, во историјата нема, за жал, тоа се работи кои што течат, е гушена однадвор. И значи, не имаме момент кога и да се појави приказна во Македонија, која што е поставена на македонска линија во 19-тиот век, веднаш има уште 5 пати повеќе ситуации однадвор кои што ја пригушуват. Да речем, како се беше протокувана идејата за автономија на Македонија и што ако успееш. Еве како размислуваше еден бугарски министер за образование точно во 1903 година. И се обидам, не можам дословно да го цитирам, но да бидам тука некаде Иван Шишманов. Неспорен интелектуалец пар екселанс во Бугарија, се чини подостои академик во Бугарија,
ги имаат своји финанси, земјоделие и така натам, и нема да сакаат никому друг да ја прејадат власт. Тоа ќе ги направи, а и самите се македонци. Ако другите мислат во спротивното, се лажат. Ако бугарите мислат дека македонците ќе ги направат бугари, тоа е утопија. Тоа е една реално гледање на еден интелектуалец. Меѓутоа сега, ако ви погледнете дипломатските извештаи што правеа политиките, тоа е само еве ситуација од бугарите. Ако погледнеме во Грција, ако погледнеме во Србија, тоа ни се случи нас по еден ден, веднаш. Тргнаа вооружените пропаганди в четите од овие земји кон Македонија, токму за да го спречат тоа за кое што зборуваше Шишманов, а за кое што се бореше Македонската револуционерна организација. Значи, еве како е една приказна, нели, пресечена. Па по 903 Македонија, често пати го користам терминот, влезе во неформална граѓанска војна. Токму од четите кои што влегуваа надвор, за да направат повеќе Срби, повеќе Грци, повеќе бугари, за да го пресечат процесот кој што беше тргнат. Истото ни се случува и 90-те. Па ние се декларираме како држава, па еден ви вели. Немате црква, не е легитимна, па други. Јазикот е диалект на нашиот јазик, ние крадете историјата, Федвик, Македонија е грчка, нели е иста приказка. 100 години, речи си, ништо не е променато. Значи, не е секојаш во прашање одлучноста на македонец. Она што јас претходно зборував беше како ние го интерпретираме тоа. Дали ќе објаснуваме дека сме истрчале порано или сме задоцнени? Од тој аспект, значи, никош не е доста. Доцна е само ако никош не ви текне да побарате тоа што ви треба. Ете, овако. Ја имам прашање во однос на термините левица и десница. Значи, дали се појавуваат воопшто во изворната документација? И еве прашање за терминот предвремено восстание. Дали сметате конкретно во контекст на Илинденското восстание дека е тоа погрешен термин предвремено, или сметате дека методолошки е погрешно за било кој настан во историјата се смета дека е предвремено? Значи, напротив Илинденското, за било кој настан, дали сметате дека самата констатација на еден историчар предвремено, било кој настан дека се случило дека е погрешно? Благодарам. Еве ќе почнеме од последното. Ако претходно рекол дека секој настан има доволно причини да се случи, тоа значи дека созреали условите и не може да биде предвремено. И додавањето на одредница предвремено е излишно, погрешно, од методолошки аспект. А во контекст на термините левица и десница, знаете вие во повеќето меѓу вас и студенти, они што малку потемелно читат из моите книги, ќе видите дека тие термини никош да ги користам, дури во некои нешто ги објаснував. Тоа се наметнати термини, наметнати од едно друго време, во едни други услови, кои што немаат никаква реална врска со периодот за кој што зборуваме, конкретно за крајот на 19-ти, почетокот на 20-тиот век. Кога се наметнати? Овие термини се наметнати во периодот помеѓу двете светски војни, во бугарската први публицистика и историографија, и тоа беше еден многу убав или згоден изговор, би рекол, за политичка пресметка со неистомислениците. Но таму зборуваме за држава со парламентарен систем, кај што има и леви и десни партии. А Османлиска Македонија имаме раја уште какви партии. Уште со милет систем се занимаваме. Така што пренесувањето на такви одредници во еден друг период воопшто не стои, но како еволуираше тоа? Ова етикетирање на леви и десни, кои што си го зема и си го припиша и на себе и едните и другите, со тек на време еволуира и ескалира во која насока. Да видиш лев меѓу двете војни во Бугарија, беше многу згодно веднаш да видиш осуден. Подложен на отстрел без одговорност. Нешто како ерес.
залепете му етикетата и решете се од него. Готово. Што се случи во Бугарија, а тоа се одразува и сега во историографијата понатаму, по 44-та, 45-та. Оние обвинети, осудувани, истрелани, убивани леви од македонското движење, кога Бугарија стана лева, по превратот од 44-та, најдоа многу убав аргумент во литературата за реванш на десните. Сега пак тие нив почнаа да ги прогонуваат, еве оставивте сведоштва пишани за вас, што правевте со нас. Значи тие се поставија сега во една друга позиција, па затоа тие беа подложени на прогон. Тоа е проблемот на малите земји, на малите демократи, односно на незрели демократи. Помина и тоа време, па се градеше 30 години, сега 40-50, колку што траеше системот приказ, левите се во право, за да од 90-тите, особено интересно ако следите бугарската историографија, какво ригање има по сето друго, како сега тие биле предавници на бугарската историографија, тие се прогласени за предавници во бугарската историографија, затоа што во еден период имаше и признавање и историографско, не само политичко, на македонците, и сега се плука пак по сето она што е таму. Истата работа се присликува и кај нас. Во недостаток на аргументи и на познавање на разликите, повторно ги лепиме овие етикети за еден период каде што навистина такво нешто нема. Иако имало луѓе со предоби, да расчистиме. Па најголемиот дел од овие луѓе беа со леви идеи. Што е револуцијата по природа? Ако размислуваме сега од политички аспект и од филозофски аспект, не ли? Социолошки. Лева. Тога што бараме во едно револуционарно движење леви и десни. Тоа треба да го гледаме како еден македонски фронт, кој што обединувал се во себе. Ајде по овој шаблон сега, еве еден пример ќе ви кажам. Борис Сарафов вообичаено кај го сместуват? Во десница? Нема врска. Па тој е толкав анархист, а кој анархист е десничар. А јас ќе ви дадам негова изјава, каде што вели дека е комунист, по убедување. Сега што е? Лев или десен? Револуционер. Револуционер не може да биде лев и десен. Тоа е револуционер. Дали ве задоволен? Сакам да ве прашам во однос на формирањето на Чешката република. Кој е главното влијание, односно дали на некој од конгресите или на студентските е решено да се формира како не се тел организација, или е тоа па идеја на црквено-школските заедници, односно на нивните челници во Крушево? Смилевскиот конгрес има недостатоци, се разбира. Тоа се сепак конгреси во вонредни услови, обколени од сите страни и така натаму, и не ги разгледувал сите прашања до крај. Воопшто не е предвидено што да се прави ако евентуално се ослободи некаква територија. Значи, не само Смилевскиот, туку во ние еден од конгресите нема таква приказна, никој не размислувал, тоа не кажува, значи дека до крај не ги анализирале работите. Па во таа смисла уште помалку да се занимаваат со Крушево, што ако го зазееме Крушево. Смилевскиот конгрес е конгрес кој што донесе одлука за востание за целиот Битолски округ. А тој беше поделен на 10 околии. Крушевската е само една од 10. За секоја околија е предвидено горско началство. Тоа е автентичното име на органот кој што има враковната, командна, воена и секаква друга власт. Но не е дефинирано како. Значи, тие се грижат само за спроведување на востанието. Значи, тоа што се случи таму, значи, зборуваме република во наводници, пред малку кажа, нема република, зборуваме за организирање на цивилна власт. Тоа го стори горското началство, Крушевското горско началство, на чие чело стоеше Карев. Тој, значи, се обиде во оној период додека востаниците го контролираат градот, да организираат каков таков ред во градот. А тоа подразбира
да се обезбеди прехрана за населението, да се обезбеди лекување, сместување на повредените, на ранетите, да се преземат мерки за утврдување на одбраната околу градот. Значи, тоа се тие компетенции кои што помпезно во историјата на еден символичен начин се представени како ресори, па се вели ресор за судство, па ресор, тоа е малку дување на приказната, дување на балонот, па се зборува за ресор за финансии и така натаму. Такво нешто не постои. Значи, станува збор за организирање на цивилна власт, бидејќи сепак горското началство си се занимаваше со војните работи, но за редот во градот, во држање на стража околу градот, во собирање на прехрана, собирање на пари од населението, собирање на сето она што беше бакар и олово по куќите за да може да се леат куршуми, всушност го вршеше таа така наречена република, односно Советна република. Ете тоа, да. Врска со прашање. Професор, сега да прашам, не ми е јасно, на кој, како и зошто му одговара извртување и спинување на тезите. Вие напоменавте востанието било предвремено. Јас не рекол, простете, цело време зборував против тоа. Напоменавте дека било квази конгрес, квази востание и мене ми е логиката ми кажува дека тие тоа што го напишале се и квази научни. Мислам, не поентирајќи кон никого, јас верувам дека такво нешто може некој да напише што историјата му е хоби, а не наука. И мене ми е сосема логично дека ако денес во Македонија може некој експерт по Формула 1 да го креира јавното мислење, не ми изненадуваат вакви тези. Па би сакал ваш коментар да слушам зошто и на кого му одговара да се пласираат некои работи и да ја оценуваат нашата историја македонска. Не би рекол дека може би свесно или несвесно го права тоа, бидејќи не сум видовит, па да кажем кој му бил интересот некој свесно да го прави тоа. Повеќе би рекол дека тоа е последица на страшно исполитизирано општество, и може би последица на тоа што сме млада, но веќе не сме млада. Може да зборуваме, мислам, млада историографија, како и држава. Може да зборуваме за млада наука, млада историографија првите 10, 20, 30 години. Ние сме од 44-та држава и сега веќе во овој период, значи гледате дека вие прашање штом ги отвараме, штом ги деконструираме, дека може би не сме веќе млада. Така што не би рекол, не би се пуштил во спекулации кои чии мотиви били, би рекол дека тоа се последици на исполитизирано општество и на млада наука. Најблаго кажем. Ме интересира, нели, точно што сме разгледали с бугарската се осврнува на тоа дека револуционерите се револуционерите по македонски. Простете, не бе слушам малку погласно. Бугарската историографија се осврнува на тоа дека македонските револуционери се декларирајќи како македонски бугари, или на тоа се повикуваат дека ние сме исто така бугари. Што имате околу тоа да кажете, зашто некои нив така се декларирале? И ме интересира повеќе нешто да кажете околу судовите на организацијата како карактер на државна установа. Значи, вака, јас на едно од претходните прашања, која одговарав, Помнав за перцепција на едните кон другите и за самоидентификација. Ставот дека некој се идентификувал на начин како што го кажате, можеме со камиони документи, тоа не е страшно ништо да кажеме, да ни донесат, што никој нити се плаши, нити се срами да го каже, еден воз може да ни товарат од Софија и да ни донесат сега документи кај што стои бугари. Ништо страшно. Што значи тоа бугари не е прашањето интерпретација во тоа време? А еве го наједноставниот одговор што јас ќе ви го дадам. Тоа значи во Македонија припадност кон бугарската екзархија. Најубав аргумент за тоа е еден цитат ќе ви дадам од споменита на Јане Сандански, кој што за еден албанец вели дека бил бугарин Арнаут. А и сега прашајте се што значи тоа.
Ем бугарин, ем арнаути. Сваќате каде оди приказка? Дека станува збор за православен албанец. Значи таа одредница треба така да се свати дека тенденциозно се форсира еден момент, бидејќи билет системот е многу сложен. Систем особено ако се спекулира со него. Ако не се разбира, ако не се познава каков е тој начин на самоидентификација. Прочер, најде нацијата каква творба е. Политичка творба. Така, замислена творба. Конструирана творба. На што е производ нацијата? Имаме го антиката нација. Во средниот век. Тој е творба на држава. Ја создават институции, ја создава и ова предавање. И песната во градинката, и војничката труба кога сте во касарна. И попот во црква и оđета од џамија. Значи тоа се институциите кои што влијаат на форматирање и декларирање. Најдобар пример за тоа, ајде прашајте се пред 20 години колку Југословенија имаше во Македонија. Нели? Како почнаа да се декларираат луѓе за Југословенија? Дали постојат сега? Не. Значи, еве институцијата Југославија, како тргна еден процес. Но ако потраеше таа творба, кој знае каде, ќе завршише патот. Сигурно најпрвим во Босна, затоа што е таква состојбата каква што е, а потоа ќе беше Македонија втората, па Црна Гора, тука сме некаде, за другите ќе видиме, не верувам дека некои словенците хрватите ќе го бележи на тоа. Бидејќи имаат многу посилна традиција. Она што кажете дека бугарските десничари почнале со негирање на македонската самосвест. Понатаму тоа продолжува до денешен ден. Како гледате развојот на тие негации? Од почетокот како зачнува и трансформацијата во денешен ден кога береко разгледаат смешно од една страна, а на се обстојува? Добро, тоа е многу посериозен проблем на едно општество, на еден систем, на една држава која што има традиција, создадена многу порано од нашата, која што успеала да изгради убедување, која што изградила и наука врз основа на тоа. Бугарската екзархија постои од 1870-та, а државата од 1878 година. Огромна литература е создадена на таа основа, тие не може да е пребола приказната за Сан Стефанска Бугарија, која што реално никогаш не постоела, освен на еден зацртан, но од никого не верификуван договор. Цело време го воспитуваа своето население. Така, од друга страна, во Бугарија денес, ајде да не се лажеме и да не спекулираме со бројки, но има голем број на жители, лојални граѓани на Бугарија со македонско потекло. Едните се автоктони од Пиринскиот дел, што бугарите го зазедоа по балканските војни, а другите се резултат на бројните миграции како последица на делбите на Македонија. Може би милион, но може би и два да ги има. Секој втор во Софија е со македонско потекло. Во почетокот еве за ваша илустрација на 20-тиот век Софија е град некаде од 60-70 илјади жители, од кои што 1/3 по потекло се македонци. Тие се вклопија во системот, почнаа да градат кариера, некои стана и премиери, некои министри, пратеници, бизнисмени, предузимачи. Тие градат кариерата таму и се лојални. Едни се свесни, односно сите се свесни за своето македонско потекло, некои го признаваат како македонско, а други како македонски бугари се декларират. И денеска нивната наука ја подкрепува таа теза, бидејќи внимавајте, што значи сега наеднаш да излезе и бугарската наука да каже пу-пу, не важи тоа што го пишува. Ки падне мито, ки падне пола држава, ки падне пола култура.
Како изјавуваше да ни ве прибере? Па елиденскиот период е најромантичниот дел од бугарската историја. Пола историја треба да ја отпишат. Значи, тоа е еден мит кој што е создан и тешко се бришаат таквите стереотипи. Треба доблес, треба време и треба навистина малку поинако гледање на работите, луѓето да бидат повеќе напред отколку назад, за да се изреши тоа. Иако имаше едно такво признавање еве таму со културната автономија, тоа е многу интересно ако земете да ја проучувате бугарската историографија, ќе видите како еволуира во тој поглед кон македонците. Ги има, ги нема. Сега се такви, после не се. Еднаш се самостојни, друг пат не се. Неосознаени, па доволно не осознаваат и мислам дека се свесни најголемиот дел, тоа се радикални кругови што ја поддржуваат тезата. Најголем дел од научната јавност се свесни дека нема враќање на тој процес и дека се свесни дека ние не сме заблудени од српската пропаганда, па они да ни притекнат на помош и да не освестат. Мислам дека самите се освестуват дека не може да не освестат веќе. Токму затоа се сакате заедничко славење нели на одредени историски личности. Така нека. Ванчо, еве после 25 години пак на предавање заедно, но со огромно задоволство што сега слушам твое предавање. Тоа беше заедно со Димитар Димески покојниот. И ти благодарам за ова што денес го слушнавме. Јас ми се отворила многу прашања нормално, но би сакал малку само да се осванам доколку дозволиш. Прво би се вратил на книгата. Навистина не знам кој го напишал тоа. Кога ги слушна првите реченици, кај мене се предизвика срам. Со речениците, ако не грешам, дека Илинденското востание направило пресврт во Османлиската империја, дека направила епокални промени. Може би пишува дека и климатски промени светски се направени, покажува дека се работи за човек кој не ја познава историјата како занает. Ова е колективно дело на една цела институција. Тоа е Институтот за национална историја. Тоа е поразително. Историја на македонскиот народ, официјална верзија скратено издание 2008, а третиот том, истите прикази има, тоа е 98. Нека ми простат колегите. Колективно дело е тоа. Не е заслужен. Кој че? Срамота, ако го чита некој па од страна, ако го чита... И на англиски е преведена. Зошто рекол на почетокот? Репрезентативно од една репрезентативна институција со буџетски пари. Професори, има рецензија? А сега побе, отворете ги кориците таму си. Цела Сурија се. Нека тоа што излезе и за тоа. Цела Сурија се наредени. Редактори, главни, помошни, секакви. Јас помислив дека тоа нешто сосем на друго, ама ова е веќе симптоматично. Сега... Добро, не мора, мислам. Званична верзија историја на македонскиот народ во издание на ИНИ. 2008. Преведено и на англиски. Званична верзија. Званична верзија, не званичната не така. Околу прашањето за одлуката за дигање на восстание, ми се чини дека ги мешаме термините, треба да ги издвоиме она што значи подготовка, идеја и одлука. И тука најверојатно се прават тие големи грешки. Меѓутоа, она што сакам да го коментирам во последно време, читајќи ги најнови некои изданија, забележувам дека полека, но сигурно, македонската историографија се отвора и ги гледа работите без некој да им кажува како треба тоа да го прават, а тоа не значи дека повторно нема да има грешки. Се прават грешки. Се прават грешки, меѓутоа
изгледа дека и демократијата во науката влегла, па сега може би од тоа ќе се нивелира нешто. Ајде да бидеме позитивни околу таа работа. Дури сега во последно време, значи прво откриваме, нели, дека црно-белиот свет не постоел, па она што било бело не е веќе толку бело, а и она што сме го учеле ние на времето дека било сосема црно, не е црно сосема. Значи не постои тоа. Сега последни некои изданија се изненади кога видов дека сега има обратен процес. Значи има луѓе кои вака ли ги поставуваат работите, значи ги гледаат не се црно-бели, има и таму се по нешто, но сега имаме нешто обратно од она левицата. Сега докажување дека левите наводно се кривци за Тоа е грешка повторно. Повторно истата Тоа е грешка. повторна грешка. Затоа историјата треба да се учи да не ги повторуваме грешки. Да. Сега да се надеваме дека од сета таа понуда на разни... Тоа е проблемот на младите демократи, на младите науки и особено кога авторите прават самоцензура, сакајќи да се додворат на една или на друга власт, дека ќе му го финансираат или нема да му го финансираат изданието, дека ќе го перцепираат како црна или како бела овца, и тогаш може да се влезе во таков филм. Се случува, го имаме, и од една крајност, сакајќи да исправите една работа, кривите други. Тоа е, за жал, повторно на собствена штета. Место да се гледа она што влече напред кон државата, кон нацијата, а тоа го влече и економскиот развој, ние некако уште има печеток се вртиме во еден мајдуцан круг, постојано назад го бараме виновникот. Човек треба да се погледнеме во себе си, сам во огледалото. Тој веќе бара и за другиот. И уште едно, значи, размислување околу ова, околу националното прашање. Ќе треба што поскоро луѓето да ги определуваме според делата, а не според тоа како негде бил заведен или запишан, нели, во некакви документи. А не само тоа, не само во историјата, туку и во сегашност. Ќе ни треба, значи... Обично не запишува друг. Така. Значи, не оно што се удира во гради, дека е голем македонец, туку ќе мораме поделат. Сега, ако одиме така наназад, многу лесно можеме да ги определиме нашите револуционери каде припаѓаат. На која, нели, и нормално е дека тоа прашање не го подигнуване на највисоко ниво, затоа што едноставно биле свесни дека веќе влијанијата на пропагандите длабоко навлеки и можело делото цело да се растури. Затоа прво држава, па нација. Како што впрочем било и со сите соседни држави. Апсолутно, тоа затоа тактизира со националното прашање, кога се уште имаме услови на милет систем во Османска Македонија, а кога одоколу влеговаци импортираат туѓи влијанија, свесно го оставија прашањето за да не налеват дополнително масло на огнот. Чекајте да добиеме автономија, да добиеме државата, а тоа се решува преку ноќ со еден декрет. Сите стануваат македонци или југословени, или американци, или германци. И за информација на младите колеги, бидејќи имаме тука помлади колеги, историјата на Италија, ајде да се тргнеме од Балканот. Колкава е тоа држава? Таму, во станието, кога Гарибалди влегол во Неапол, викаат сите "Вивала Италија" и ги прашуваат луѓето, што викате? Па вика, ја поздравуваме кралицата. Воопшто не знаеле дека е тоа нивната држава. Според тоа, а за национално самоопределување, тоа било од тие градови држави што биле таму, тоа бил региони. Значи, тоа не е нешто што треба нас да не оптоварува како некаков комплекс. Тоа е процес низ кој поминувале сите, а посебно нашиве соседи кои ни продаваат, да не речам што,
Иако и таа современа бугарска држава, кога се создала современата македонска држава, имала точно толку години колку што ние сега. Ние имаме сега. Според тоа не е тоа кој знае каков период, меѓутоа доволен за да со инструменти и методи вршат вакви работи кои ги имаме до денес како постои. Апсолутно така е, во тој поглед ја само ќе додадам. Темко Попов, уште во 80-тите години, на 19-тиот век, напиша: најважно од се е Македонија да се помакедончит. Кога немаше организација, кога немаше своја црква, кога немаше образование, и кога сакаше тоа да го направи, низ едни туѓи институции. Македонија да се помакедончит. Се кажа. Чуваше во сите други земји. Тоа е процес. Дали некоја нација се реализирала, но нација од сегашен аспект, порано или нешто подоста, не и дава право да ги оспорува други. Па, овде можеме и философски да разговараме. Со чинот на негирање, сушност го потврдуваат моето постоење. Ај сега негирајте дека вечерва не држав предавање овде. Немаше потреба, доколку не бев ни јас, ни вие тука. Така? А 150 години некој да те негира? Тоа е и како доказ за постоење. Тоа е тоа. Апсолутно. Еве го Славейко. Апсолутно. Славейко ги напиша на времето сите работи. А многу прашања во политиката не се решаваат наеднаш. Колку прашања имаме отворени. Трајат со години, со векови. Земете само палестинското прашање. Која ќе се реши? Заре мора да брзаме да ги решиме веднаш сите прашања? Нема. Тоа е процес кој што треба време да се озре заради сплет политички околности, заради разни амбиции од околу нашата треќа била таква. Тука. И за да не негираат макар. Една констатација и едно прашање. Бидејќи се слушнавме се и се што за Институтот за национална историја, бидејќи јас што неколку колеги доаѓаме таму. Ние за книгата зборуваме. Не, сакам да кажам дека се оградува. Книгата и се тоа што произлегува е од еден период, нареченото основоположници за македонската историографија. И, например, не можеме да кажем дека цел институт или дека припаѓа на таква една група како што се обидовме да кажеме, бидејќи како што се правеле грешки во тој период, во институтот најверојатно се правеле од некои други историчари, например што работеле на факултетот за историја. Дојдовме да си ги покажуваме чорапите, да имите. Не, работеле што представуваме само едната слика. Да видиме, да ги посараме и двете слики. Значи, тоа е период, значи ние после 20-30 години може дека нова генерација ќе негира и нас. Значи, те се основоположници на македонската историографија, знам за кој автор правите зборевте, добар пријател ми беше. Според мене не беше идеолошки, не пишуваше идеолошки историја, бидејќи токму 2,5 години лежеше тој човек во Голиотов, токму заради некои македонски идеи. Значи, затоа мислам дека не идеолошка историја не пишуваше, но мислам дека толку беа изворените материјали во тој период. Ова е 2008, се извинувам. Но, за тоа викам. 2008. Не зборуваме за 68. А еве зошто 2008 и 68. Веднаш ќе ти ја кажам разликата и да видиш дека има голема разлика. Во изданието од 63-та беше така, белата историја. Еве како е оквалификувана власта во Крушево. Таму стои привремена востаничка власт, токму со овој термин. Знаете како стои во новото издание? Сега да видиме дали е идеолошки или не. Извршен совет. Помладите не знаат. Согласувам тука со вас. Извршен совет е комунистичкиот термин за влада. Значи во време кога имавме социјалистички систем и комунистичка партија на власт, никој не се држна да напише дека тоа во Крушево било извршен совет, а тоа не се случи во 2003 и во 2008.
Значи терминологијата се Сега дали не е идеолошки, јас понатаму нема да терминологијата се менала. Викам, после 20-30 години може терминологијата ќе биде сосема некоја. Ама ова веќе, терминологија веќе. Добро, за друго ќе биде, знаеме дека... Ова е напишено. Да. Може е грешка што на толку стари години едноставно. Значи сега зборуваме, да, секако се разбира. Зошто јас не зборувам нити луѓе, нити автори, дека тоа е колективно дело. Тоа е репрезент на нашата историја. На нашата историографија, бидејќи тоа дело се преведи на англиски и отиде наден. Тоа е многу убаво што го разговараме сега вака, за да видиме како не треба да правиме. Многу пати е подобро да зборуваме тоа што не треба да правиме и како не треба да правиме. Многу работа се согласувам со вас, но мал се нака за институтот. Да, се разбираме ние. Друго прашање. Знаеме дека историјата, значи кога збориме за мит, најчесто збориме за создавање на мит во Бугарија, во Грција, никош не збориме за македонскиот мит. И сега едно друго прашање. Не сомневам дека историјата создава мит и не сомневам дека создава мит за Крушевската наводници република. Така е. Например, зошто во македонскиот мит, ја го знам прашањето, но го одговорот да сакам вас да го слушам. Зошто, например, никош не создававме мит за Клисура, за Невеска, односно за освободената територија во Костурско? Зошто не создаде мит? Први затоа што предпоставувам. Денес многу малку македонската јавност се знае. Колерицко затоа што овој дел од политички причини најверојатно не припаѓа на територијата на Република Македонија. Ние ја градиме нацијата тука на еден дел од територијата на Македонија и го градиме, си го наоѓаме тоа што го имаме максимум, најверојатно тука. Ова припаѓа, инаку знаете, и вие знаеме, јас и стручните и луѓето кои се бават професионално со тоа, историчарите пишуваме, но не го правиме, не го креаме тоа на мит, бидејќи мит се крева ако застане власт на институциите зад него. На самата територија, ние не можеме да присвоиме таа територија. Значи тоа е чиста политика веќе. И нема потреба. Не, зашто често се дискутира онака во јавност, еве го запоставуваме Клисура и Невеска, он дава предност на Крушево, онака. Јас знам, малку да пошироката јавност да се чиста политика. И не би било коректно. Ако зборуваме реално, ако зборуваме за добрососедски односи, ако зборуваме за држави кои што се респектираат меѓу себе, наводно се респектираат. Меѓутоа само ние гледаме со респект кон соседите, а не и обратно. Се трудиме или може би веќе полека и глумиме. Веќе не се трудиме да се однесуваме така. Доволно беше молчењето. Не беше приказната, нели наведната глава, сабијанија сечи. До кога? Затоа и ни се случувале од многу молчење и од многу премолчувања да ни ја узурпираат историјата, затоа сите војводи ги прикажуваа како бугари, затоа сето античко наследство ни го прикажуваа како грчко, некое друго како винанчко и така. Тоа припаѓа тука на овој простор, на овие луѓе, на мојот баба и дедо, на вашите, на нивните, на сите. Каменот тежи најмногу таму и кога е на местото. Штом почне да се тркалка под влијание на надворешни атмосферски влијание, на физички оштетување на се друго, што ќе стане од него? Во морето завршува како песок. Нели? Изгледа нас така да не претворат во песок. Камењата уште многу се тука, а некои ако не се ги создадем. Така, тоа е конструкцијата, така се конструира нацијата. Од друга страна, ако има грчки, француски гробишта, не знам какви тука, кои што одржуваат спомени на некаква војска тука или присуство или нивни историографски настани, зашто и ние не забележуваме нешто што македонците го направиле во Бугарија? Први треба ни дозвола. А ние сме во ситуација сега да прашуваме за поповата ќерка, а нас не пуштат село. Да иде. Први треба ни дозвола. А ти овде не кира. Да, така и така треба и треба да се бара. Апсолутно. Меѓутоа, тоа е веќе политика, кога се измешали политиката и науката.
Дали има уште некој прашање? Ако немам повеќе прашања, јас од името на Хајмус ќе му заблагодарам на професорот Ванчо Георгиев за невројатно интересното предавање со доста голема анимација и пластичност на опишување на настаните и доловување на нашата заедничка историја. Ви благодарам уште еднашка што дојдовте во толку голем број и пријатели, и колеги, и студенти, и љубители на културно-историското наследство. Како што веќе напоменав на почетокот, ова е само прво предавање, кој што Хајмус ќе ги организира како еден циклус на предавања со еминентни историчари на различни теми, кои што ќе бидат можеби понатаму и уште по контроверзни и уште по за дебата. Од името на Хајмус и од моје име, од името на музејот кој ни дозволи да го искористиме нивниот простор, му заблагодаруваме на професорот Георгиев и јас ви посакувам убава вечер. И гледате што пишувате по интернет. Да, супер сабавно. Да. За Facebook може да се пријатно. Екстра.